Во целост не се исплатени парите од дополнителната мерка за оризопроизводителите, со кој се предвидува 3 денари од предадене произведена килограм арпа. Сметката на производителот Владо Стојанов од село Облешево е пократка за 1/3. Наместо планираните 57.000, на сметка му легнале само 19.000 денари. За оваа, како што ја нарече, весела земјоделска математика, од која само е во загуба, има и документ. Ја имам предадено 20 тона, скоро 20 тона арпа, а они ми имат платено само 19.000. Преко легитимни фирми се предадени се арпата, да речеме. Имам си документ законски дека е поминано е преку УЈП, значи земаани даноко на парите, а на нас не ги дава. Но нецелосната исплата на интервентната мерка не е проблем само на Стојанов. Според него бројот на оризопроизводители кои добиле помалку пари од планираните е голем. Не сам само, ја има многу свет, да речеме, моментално сега луѓето, еко на сезоната е, уште луѓето сеат, некои други луѓе одат прскат си ги нивите. Пример, едно момче од Бања има 100 тона предадено, а само за 20 тона му имат исплатено. Моментално повикако да дојде, момчето прска, не може да дојде, аргата си има. Прашавме и во Министерството, која е причината поради која дел од земјоделците не се во целост исплатени и дали ќе ги добијат парите кои им не достигаат. Но таму молк, ниту пак демантираат дека има сериозен проблем во исплатата на мерката. Инаку во април годинава, Министерот за земјоделство си се пофали дека продолжуваат да работат во интерес на земјоделците, исплаќајќи 32 милиони денари токму од оваа мерка. Оризопроизводителот Стојанов не отстапува, вели парите нема да и ги подари на државата, бидејќи тешко ги заработил. Тој уште неколкумина земјоделци од Кочанско ќе поднесат приговор, а спремни се да отпочнат и судска постапка.